Добар ден, драги ученици. Јас сум Тодорка Гоцкова, оделенски наставник во Основното училиште Блаже Коневски, општина Аеродром Скопје. На денешниот наш час по ликовно образование имаме за задача да илустрираме обработена приказна со дрвени бои. Очекувани цели од овој час се ученичката да ги запознае и именува подлогите и цртачките материјали, хартија, молив, дрвени бои, да стекне поголема сигурност и контрола на движењето на раката, да ги открива самостојно и слободно своите сознанија, доживувања, впечатоци, мисли и фантазии со изразување преку ликовен цртеж. За реализација на овој час избрав една многу добро позната приказна на вас, а тоа е Снежана и 7 џуџиња. За да се потсетиме што се случуваше во приказната, ќе ви ја прочитам уште еднаш, а вие слушајте внимателно. Си беше еднаш една многу убава кралица. Еден ден, додека шиеше, седејќи покрај прозорецот, си го боцна прстот со иглата. Капка крв падна врз снегот насобран на работ на прозорецот. Црвенилото изгледаше толку убаво во белината на снегот, што кралицата воздивна. Колку би сакала да имам едно детенце со кожа толку бела како снег, со усни црвени како крвта и коси темни како абоносово дрво. По извесно време кралицата роди малечко девојче со кожа бела како снег, усни црвени како крвта и коса темна како абонос, толку убаво што му даде име Снежана. За жал, набргу по раѓањето на девојчето, кралицата умре. А по некое време кралот се прежени. Новата кралица беше навистина убава, но исто толку и лоша. Таа воопшто не се грижеше за малата Снежана. Речиси секогаш кралицата се огледуваше во незиното волшебно огледало и секој ден му го поставуваше истото прашање. Огледало, огледало мое, кажи ми на светот најубав кој е? А огледалото секогаш одговараше: Кралице моја, вие сте најубава во кралството. Одговорот ја правеше кралицата среќна до следниот ден. Тогаш повторно требаше да го праша огледалото. Кралицата најмногу од се плашеше некој друг во кралството да не е поубав од неа. За тоа време Снежана растеше и стануваше се поубава. Еден ден, како по обичај, кралицата го праша своето волшебно огледало: Огледало, огледало мое, кажи ми на светот најубав кој е? Но овој пат огледалото одговори: Снежана е најубава во кралството. Кога ги слушна овие зборови кралицата, многу се разлути. Без да чека, таа започна да кове планови како да се ослободи од принцезата. Најпосле, кралицата тајно повика еден од кралските ловци. Одведи ја Снежана далеку одовде и никогаш повеќе да не слушнам за неа, му нареди. Ловецот ја одведе Снежана најдлабоко во шумата, далеко од замокот, и ја остави таму. Преплашена, принцезата започна неутешно да плаче, но набргу се смири и одлучи да пронајде место каде што ќе ја помине ноќта. Снежана луташе низ шумата, се додека не пристигна до една кукичка. Чукна на вратата, но бидејќи никој не одговори, таа влезе во кукичката. Внатре пронајде маса врз која што имаше поставено 7 прибори за јадење.
На горниот кат имаше наредено 7 мали кревети. Снежана беше гладна и уморна. Откако малку касна, се испружи врз еден од малите кревети и заспа. Откако се спушти ноќта, 7 џуџиња кои живееја во кукичката се вратија дома и ја пронајдоа заспаната Снежана. Таа беше толку убава и изгледаше толку нежно што решија да не ја будат. Следното утро 7 џуџиња внимателно ја изслушаа приказната на Снежана. Ке бидеш многу побезбедна ако останеш тука со нас, и рекоа. Пред да заминат на работа, џуџињата ја советуваа Снежана да биде многу внимателна и никому да не му отвара. Кралицата крие многу лукавства и подли нешто во раковот и рекоа. Се разбира, кралицата од своето огледало дозна дека Снежана живее кај 7 џуџиња. Така, кралицата реши еднаш за секогаш да се ослободи од младата девојка. Затоа се преправи во селанка и се упати кон кукичката на 7 џуџиња. Продавам убави јаболка, и рече на Снежана. Јаболката изгледаа толку сочни и вкусни, што Снежана не ја одолеа на желбата. Но јаболкото што ја го даде селанката беше отровно и штом го гризна Снежана, се струполи на подот. Вечерта, кога џуџињата се вратија дома, ја најдоа Снежана како лежи на земјата. И штом видоа дека не дише, помислија дека е мртва. Со скршени срца и од голема тага, џуџињата не можеа да се одлучат да ја закопат Снежана. Така и направија стаклен ковчег што го поставија на врвот на ридот. Постојано покрај ковчегот имаше по едно џуџе кое бдееше над него. Годините се минуваа, а Снежана постојано изгледаше како да спие. Еден ден, еден млад принц кој јаваше низ шумата го здогледа стаклениот ковчег во кој почиваше Снежана. Таа беше толку убава што во истиот миг кога ја здогледа принцот се влюби во неа. Дозволете ми да ја однесам во замокот, ги замоли 7 џуџиња. Ви ветувам дека ќе бдеам над неа, ги молеше. Не би можел повеќе да живеам без неа. Трогнати од големината на неговата љубов, џуџињата се согласија. Штом слугите го потигнаа стаклениот ковчег, парчето јаболка што го имаше голтнато Снежана испадна од незиното грло и таа ги отвори очите. Кога го здогледа младиот принц, Снежана многу се влюби во него. По некое време, Снежана и принцот се венчаа и живееа среќни до крајот на животот. Ете, драги ученици, тоа беше приказната за Снежана и 7 џуџиња. Сега секој од вас има за задача да илустрира еден дел, сегмент, кој што најмногу ви се допадна и ви остави најголем впечаток од оваа приказна. Пред да почнете со извршување на вашата задача, да објасниме што беше тоа илустрација. Тоа е прикажување на некое дело, текст, приказна преку цртеж. Сега секој од вас пред себе да стави подлога, врз подлогата бел лист од блок број 2, молив и дрвени бои. Цртаме прво со молив, а потоа ќе обоиме со дрвени бои. Да напоменам дека кога боиме, внимаваме да не излегуваме од линијата и боиме во еден правец, горе, долу, лево или лево, десно.
за домашна задача. Во вашето блокче со користење на молив и дрвени бои, илустрирајте случка од некоја ваша омилена приказна. Ви посакувам успешна работа. Благодарам на вниманието и соработката.